Посебно ми е чест што со амбасадорот на Холандија сме денеска овде на Филозофскиот факултет, да го поздравам деканот на Филозофскиот факултет, почитуваниот ректор. Пред се студентите, заради вас сме денеска овде, но секако и професорите, а и благодарност до медиумите што ќе го проследат ваквиот настан, заради тоа што значајно е, верувајте за сите, исполнуваме една од двете најголеми стратешки цели на државата. Пред неколку дена во Лондон, навистина го живеевме сите тој историски успех на многу генерации, кој што како аспирација уште од самостојноста на државата било воспоставено, а тоа е токму преку НАТО да ја осигураме нашата стабилност, сигурност, безбедност, траен мир, која што дефинитивно е само придобивка на земјите кои што имаат демократии и право како демократски земји да членуваат во НАТО. Во Лондон за прв пат нашето знаме беше кренато со останатите знамења на 29 земји членки на НАТО, кое што само по себе ја формализираше одлуката за наше членство. Формалноста на одлуката беше потврдена со тоа што и прв пат имавме право на највисоко ниво, тоест јас, председателот на владата на нашата земја, рамноправно да учествува на заседанието на НАТО, кое што се одржа во Лондон, да дискутира, да креира политики, секако остана само правото на глас. Затоа, според мене, ние сме формално членка на НАТО, де юре или легално треба уште последната 29-та земја членка, тоа е Шпанија, да ја заврши ратификацијата. НАТО аспирацијата буквално тргна пред 25 години. Тоа се отприлика 3 години или 4 години, 3 години точно од формирањето на независноста на нашата земја. И тогаш не случајно тие генерации, а и до ден денеска сите генерации тоа го потврдуваат. Еве и денешните податоци потврдуваат 83% од нашиот народ е за членство на Република Северна Македонија во НАТО од многу рационални, паметни, мудри, но и перспективни причини. НАТО значи стабилност, значи безбедност, значи траен мир, значи никогаш повеќе војни конфликти. Вие сте студенти, сте млада генерација, сте биле годинка, 2-3, кога последниот пат нашата земја имаше конфликти, каде што гинаа граѓани, гинаа млади луѓе, токму на вашите генерации. Исти години како што е сегашната ваша генерација. Мајки и татковци, родители и семејства уништија комплетно цели иднини на своите семејства со тоа што имаа загуби на своите чеда. Ова го кажувам пластично, за да знаете дека со членството во НАТО никогаш повеќе ќе нема војна, ќе нема конфликти, ќе нема губење на човечки животи во нашата земја. Ние сме во срцето на еден мултиетнички регион, кој што во минатото не само низ децениите, туку и низ вековите е полн со војни, полн со човечки загуби, огромен број на жртви, кои што ги читаме и вие во учебниците, сите из нашата историја. И ова постигање со членството во НАТО дефинитивно ја осигурува сигурноста, безбедноста и стабилноста и трајниот мир во нашата земја. Низ вековите, аспирациите на ова парче земја на многу влијателни, моќни политички и воени сили било раскрачмување, разделување, распарчување и слично. Ова со НАТО повеќе никогаш нема да се случи. Затоа што членот 5 од договорот за НАТО вели ако една земја членка е нападната од внатре или од надвор или од било кој непријател, тоа се смета дека сите 30 земји членки се нападнат. Колективната безбедност и сигурност која што обезбедува НАТО алијансата е сигурност која што гарантира сигурноста на земјата, незиниот суверенитет, незиниот територијален интегритет и неменливоста на границите. При вакво обезбедување на сигурност, стабилност, територијална целовитост на државата, завршува, како што рече и ректорот, периодот да бидеме увозници на безбедност, заради тоа што многу често доаѓале странски војни сили да осигурат нашата безбедност овде. Поминуваме од сега натаму
во извозници на безбедност, односно гарантори на мир на секаде во светот. Односно, повеќе не е дискутабилна ниту право на дебата, безбедноста и сигурноста во Република Северна Македонија и поминуваме во една фаза кога заедно со нашите партнери во Алијансата ќе се обидуваме да го враќаме мирот таму каде што го нема. Во моментот Блискиот Исток, Сирија, Авганистан, Либија и многу други земји во светот каде што се војува, каде што паѓаат човечки животи секој ден, каде што се уништуваат цели семејства, огромни материјални вредности и слично. Со НАТО аспирациите истовремено се случува да она безбедност која што е многу значајна и за која што државата инвестирала многу средства да создаде инфраструктура, да создава армија, да обновува таа армија, сега е неколкукратно гарантирана заради тоа што нашата армија и нашите капацитети се на располагање на останатите 29 земји членки на НАТО, но и сите нивни капацитети се наши заеднички капацитети. Тоа беше причината да бидам гостин на големиот носач на авиони, кој што е стациониран во Средоземјето, Хари С. Труман, кој што представува еден од најголемите носачи на авиони и еден од најсилната опрема која што има НАТО, која што е стационирана во Средоземното море и е еден од најсилните гарантори за безбедноста и мирот во Европскиот континент, Азискиот континент и Афричкиот континент. Тука е буквално на тромеѓето на трите континенти. Таа опрема, сите тие капацитети се веќе и наши капацитети. Дај Боже секогаш да ги употребуваме за мир. Никогаш кај нас, но повеќе во земјите каде што не владее мирот, каде што не е безбедно, да може да се стабилизира тој мир. Значајно е што 4 триески како пилари на НАТО сега станаа 5 триески, односно сега сме 30 земји членки, кои што за неподолг период од 30 дена се подготвени да обезбедат 30 баталиони, 30 воено опремени бродови со 30 воени ескадрили. Тоа значи демонстрација на една сериозна воена моќ, која што треба да значи одбивност, одвратност на секој кој што планира војна, кој што има намера да нарушува безбедност и мир или да загрозува одредена стабилност и безбедност. Тие 5 триески сега со нас стануваат символични, заради тоа што ние сме токму 30-та земја членка на НАТО. Што е заедничко за НАТО? Не е заедничко само тоа што навистина сме од 3 континенти внатре земји членки. Не е само тоа што е заедничко заради тоа што таму се влади и председатели со лева, десна, центар определба политичка. Најважно е во НАТО имат право на пристап само демократија. Односно, други видови на уставно уредување или било кое политичко уредување немат право ниту на аспирација кон НАТО. Сите 30 земји членки сме демократија. Со членството во НАТО добиваме сериозна верификација на нашата демократија, која што нормално низ НАТО, а секако и низ нашите аспирации на Европската Унија, треба да ја осовршуваме, да ја модернизираме, да ја зголемуваме, заради тоа што демократијата како општество или општествено уредување представува врв на квалитетниото организирање на земјите или општествата во светот. Во едни такви околности имавме шанса веќе еднаш, а од сега натаму секогаш, да седиме рамо до рамо со председателот на Соединетите Американски држави, канцеларката на Германија, председателот на Франција, премиерот на Велика Британија, премиерот на Италија, премиерот на Холандија, премиерите на сите други земји, членки на НАТО, на една голема Полска, на една огромна пријателска Турција и така натаму и така натаму. Секако и со соседните Бугарија, Албанија и Грција, кои што се веќе членки на НАТО. И замислете, тие имат право на еден глас и ние имаме право на еден глас. Америка е 350 милиони,
жители, Германија 80 милиони жители, Британија 60 милиони, Франција 70 милиони, Турција 80 милиони. Ние со 2 милиони жители имаме еднакво право на глас. Тоа е модел каде што и малите земји може да бидат еднакво важни преку ваквите интегративни процеси како што е НАТО и како што е Европската унија. Во едни такви околности гордоста е голема. Јас верувам, ако ги следевте тие настани, сигурно заигра нешто во вашето срце и душа, токму од сите тие причини кои што досега ги наведов. Затоа што вашата генерација не доживеала и не дај Боже никој пат да доживее, што значи човечки загуби, наши сограѓани, членови на семејства или слично. Тоа е огромна придобивка. Но веднаш, и тука ќе заследам на тој безбедносен аспект или околност со кој што дискутирам, НАТО веднаш значи економски просперитет, економски стандард, инвестиции, прогрес. Тоа се случувало насекаде. Зошто? Заради тоа што секој бизнисмен, домашен или странски, секој инвеститор, минимум што бара е сигурност, стабилност, мир, спокој. За да може да инвестира во било што, кое што ќе дава плати, ќе плаќа даноци на државата и секако ќе придонесува севкупниот економски раст и развој на државата. Најнеопходни услови за тоа да се случи треба да има мир, безбедност и стабилност. Посериозен гарант за мир, безбедност и стабилност, светот, ова наша земјина топка која што ја познаваме, нема отколку најмокниот воен и безбедносен сојуз НАТО алијансата. Ние уште со поканата од НАТО 2018 година во јули, кога почна буквално целиот процес, а посебно со постапката за ратификација, која што почна февруари оваа година, првата земја Грција, која што го ратификуваше протоколот во НАТО, сериозни бројки во делот на економијата се појавија. А уште не сме, легално, формално, не сме членка на НАТО. Односно легално, де јуре не сме, де факто сме. Верувам, прво, и тука ќе го заокружам тој дел, за малку да зборувам за економските наши очекувања од НАТО. Како што ме информираше мојот колега Педро Санчес, премиерот на Шпанија, дека почетокот на јануари ќе успеа да ја формираат владата, за да до крајот на јануари, на предлог на владата, го достават протоколот до парламентот за ратификација и парламентот до крајот на јануари да ја заврши работата. Нема ништо спорно, нема никаков дел кој што е суштествен, се работи за технички аспект, заради тоа што Шпанија пред 4 месеци правеше веќе неколкукратни обиди, пред 2 месеци се откажа од обиди да формира влада и мораше да оди на избори. Формираше, односно завршија изборите, се формираше парламентот, или познатиот конгрес во шпанското општество, се конституира и избраа подпредседателите, комисиите и слично. Еве денеска од наутро ме информираа дека мојот и добар пријател, но и премиер на Шпанија, Педро Санчес, го добил мандатот од председателот на државата, за да во определен рок согласно законот ја формира шпанската влада, која што верувам по таа динамика која што ми ја објасни во Лондон, навистина ќе ги заврши ваквите процеси. Јас се надевам дека целата оваа прва мотивација која што се создава во нашата земја со причини ќе придонесе да држиме мотивацијата и кон Европската унија. Земјата наша заедно исполни многу сериозни критериуми за почеток на преговори со Европската унија. Исто така и по тоа прашање 15 години чекаме, сме земја кандидат и бевме блокирани. Јас верувам дека таа историска грешка која што крајот на октомври, односно 18 октомври Европскиот совет што ја направи, во многу брзо време ќе ја коригира, затоа што сите земји членки на Европската унија, вкупно 28, потврдија, вклучително и председателот Макрон, дека ги исполнивме сите обврски, сите реформи, одозгора на тоа постигнавме договор со Бугарија, одозгора на тоа постигнавме договор со Грција. Сме единствена земја која што нема отворени билатерални прашања со соседите, овде на Балкан. Пријатели сме со сите, но
тие побараа сега дополнително време за нив, за земјите членки од Европската унија. Дискусијата се одвива таму, верувам дека во брзо време ќе ја заокружат, за да конечно ја донесат одлуката за почеток на преговорите. Со НАТО и отворени поглавја низ преговорите можеме да очекуваме вистински трансформации во нашето општество. Трансформации на нашите институции, зголемување на квалитетот на знаењето, на здравството, на образованието генерално, но и квалитетот во културата, квалитетот во правната држава, квалитетот на живење во нашата земја. Преговорите и поглавјата во Европската унија заедно со НАТО стандардите, мониторингот врз НАТО, солидарноста во НАТО, сите заедно треба да придонесат во многу по-интензивно унапредување на севкупниот квалитет на живот во нашата земја. Затоа во овој контекст ја спомнувам и Европската унија. Сакам да споделам со вас неколку аргументи зошто со НАТО очекуваме убава иднина за нашата земја. Значи, малите земји, прво, преку НАТО стануваат еднакви, меѓу еднаквите во вистинска смисла на збор. Со тоа што имаме еднакво право на глас, со големите светски сили, со најголемите, најмокните, дава сериозна можност да влијаеме на процес. Да бидеме таму со наша дискусија, со наш глас, со наша креација, да влијаеме сериозно на процесите. На овој НАТО самит, ние бевме единствената земја која ќе добие аплауз, свесни дека сме нова земја членка, но нашата дискусија ги потврди 4-30 да станат 5-30, за кои што зборував, и секако испративме порака на обединување на лидерите во НАТО, кои што од секогаш, така и сега, имаат некои пати различни дискусии. Имаше дискусија поприлично сериозна помеѓу претседателот на Франција, претседателот на Америка, премиерите на другите држави, но ние со процесите на храброст, одлучност, добрососедство и пријателство, низ договорите, па дори и уставните промени, покажавме колку е вреден и почитува НАТО и колку е вредно и неопходно да се држи комплетното единство во НАТО и солидарноста во НАТО, и верувам дека таа придобивка е сериозна и голема. Економскиот раст зависи, како што реков, во голема мера од способноста на земјата да обезбеди одржлив мир и стабилност, односно долгорочна безбедност и политичка стабилност. Членството во НАТО ја обезбедува најголема и политичка стабилност, и најголемата безбедност и слично, кое што веднаш значи економија. Во 2004 година, например, Естонија при влезот во НАТО имала раст на бруто домашниот производ од 6,2%. А веќе следната 2005 година, кога станала членка на НАТО, бруто домашниот производ, севкупното производство во државата, пораснала за 9,3%. Значи од 6,2 на 9,2. А во 2006 веќе, следната година 10,2%. Во 2004 година исто така Латвија стана членка на НАТО. Во таа година имала бруто домашен производ од 8,3%, а веќе следната 2005 година имала 10,6%, а 2006 11,8%. Овие процентите во пракса значат благосостојба, економски стандард, високи примања кај граѓаните и поквалитетен економски живот низ бруто домашниот производ. Во Естонија странските директни инвестиции се триплирале благодарение на позитивните ефекти во економијата кои што се постигнале од членството во НАТО. Односно 968,5 милиони евра во 2004 година, пред да бидат членка во НАТО, инвестициите станале 3,1 милиарда или билиони евра. Значи повеќе од 3 пати со нивното зачленување во НАТО. И во нашата земја, уште со добивањето на поканата 2018 година, го постигнавме нашиот рекорд со странски инвестиции, 624,5 милиони евра странски инвестиции. Инаку во претходните 3 години сите заедно имавме 240 милиони евра странски инвестиции. 3 пати повеќе само 2018 од кумулативно од 2015, 16 и 17. Еве само при најава што значи тоа. Растот на бруто домашниот производ пред 2 години, кога бевме многу далеко од надежта дека стварно ќе станеме членка на НАТО, зошто? Заради проблемот со Грција, заради незавршените реформи и слично,
имавме минусен раст, минус 1,8%. Сега, еве имаме 3,6% раст, тоа е разлика од 5,4%. Првиот квартал имавме 4,1%, првото полугодие, прв и втор квартал заедно 3,6%, третиот квартал 3,6%. И тоа се сериозни индикатори економски. Во последните 2 години се отворени 59.600 конкретни нови работни места. Најповеќе благодарение на токму ваквите странски инвестиции. Но голем дел придонес имат и домашните инвестиции. Зголемената конкурентност која што се создава заедно со сето ова, ќе има сериозно влијание и врз големениот извоз и трговија на нашата земја, кој што истовремено носи и ноу-хау, и знаење, и влез заедно со самите инвестиции и трговијата која што се прави. Така да, вредноста на НАТО е навистина голема и добро е што имаме ваква прилика заедно да зборуваме за тие вредности, за да можеме да ги почитуваме и да ги максимализираме како вредности. Јас многу често може сте ме виделе на телевизија како зборувам, ние со НАТО го добивме нашиот имотен лист. Тоа значи, конечно нашата земја ја опишавме во една ваква меѓународна организација како што е НАТО, а претходно тоа го направивме и во Обединетите нации, каде што никој повеќе не спори. Знаете дека повеќе нема колку земји не признали или не. Заврши таа тема. Денеска сите наши етнички заедници се признати по својот идентитет. Секој од своите заедници зборува на свој признат мајчин јазик. Земјата наша е една од 30 земји членки во кој што е загарантиран територијалниот интегритет на нашата земја. И навистина сме пријател кој што шири пријателство и во целиот овој регион, и тоа има позитивен одек за целиот Балкан кој што се случува. Така да стратегиската цел НАТО е вредна, треба да продолжиме. Од студиите последно кои што се за мир и безбедност овде на Филозофскиот факултет, вие ќе бидете идните партиципенти во целата таа креација на севкупните теории, но и пракси на одржлив мир, на безбедност, на извозници на мир и безбедност. Секако тоа е многу значајно, а секако една од причините е дека вакви кадри кои што произлегуваат и од овие факултети, денеска беше и причина за да задоцнам овде. Одлучивме на владата за вкупно 21 амбасадор, меѓу кои и амбасадорот во НАТО, но и амбасадорот во другите земји членки во НАТО, а и го донесовме денеска и буџетот. Со тоа и завршувам како дел од извинувањето за моето доцнење, заради тоа што денеска владата донесе буџет и го достави конечно до собранието после сите тие дискусии што беа во собранието, но и освоивме предлози за 21 амбасадор во 21 земја, меѓу кој е и првиот амбасадор во НАТО, во кој што ќе бидеме како земја членка, кој што е усвоен. За мене е тоа посебна символика и тие предлози денеска ќе бидат доставени до претседателот на државата, да ги прифати, да ги одбие, да ги конкретизира или слично. Ви благодарам на можноста и мене ми беше чест што пред ваков аудиториум од млади луѓе имав можност да зборувам денеска за придобивките од НАТО. Благодарам.